Преминуваме ние на нашата утринска тема. Поточно во текот на летната сезона, ова лето 2023, се трудиме и во содржините да вметнеме интересни, корисни гостувања со интересни, корисни совети, ситуации, предизвици кои што можеби ќе ви се случат за време на летниот одмор, па така што често и се обраќаме кај докторите за превентивни разговори како што ќе имаме и денеска за ситуации кои што може да нас најдат на нашиот летен одмор, да не дозволиме сега доколку е неопходно ќе треба да се вратиме, но да не дозволиме или да си превенираме да ни го уништи оној летен одмор и оние неколку дена каде што треба да се релаксираме. Па добро утро, докторке. Добро ни дојдовте. Билјана Трифуновска во нашето студио. Ќе зборуваме за инфекциите на ушите, на грлото, синусите, крајниците и така натаму. Ќе опфатиме некако сето тоа со оној превентивен разговор како да провериме, да им помогнеме претежно на дечињата, и кога да го прекинеме одморот ако треба и да се обратиме на лекар. Како сте првенствено? Добро утро и од мене. Секогаш ми е чест и задоволство да бидам вашава телевизија. Па одлично. Одлично, да. Летниот период, ајде така да почнам, има зголемување на работата во контекст на ова што го зборувам? Да, баш така. Ние забележуваме зголемен број на инфекции. Значи, инфекции од типот на воспаление и на носот, и на увото, и на грлото. Значи, тука ни се тие чести отити кои што сега овој период ги имаме поради одморите, употреба на базени, езерска, морска вода. Имаме одредена група на луѓе која што не е поосетлива на воспаление на надворешно уво, така наречени отитис екстерна. Имаме заболувања, значи, во типот на воспаление на носната легавица, како ринофарингити, но многу често ни се тука и кај дечињата, значи и кај возрастните тонзилофарингитите, ангините се присутни, па дури и риносинозитите. Не знам зашто овој период, дали и дека имавме ние сега тука некој еден период променливо време, да ни беше доста ладен период за овој период од годината, дали тие променливи температури, падна имунитетот, организмот се уште не припремен. Знаете како се користат, се често се употребуваат клими, во климатизирани простори, ладно, излегуваме надвор, е доста топло. Најверојатно тука имаме цел склоп на околности кои што доведуваат до чести воспаление и заболувања. Да, ќе ги поделиме некако разговоров, овие ситуации. Првенствено ќе би сакал малку да се осврнеме околу воспаление на ушињата. Тоа е некако често, верувам и кај дечињата и заради тоа што овој период, како што споменавте, често се во вода и се разрадуваат, не често знаат како да ги исушат, односно убаво да ги избришат и така натаму, па се изложуваат на климатизирани простори, па и ветровито кога и така натаму. Се разбира кога да приметиме, како да приметиме, како да превенираме во таква ситуација. Вака сега ние често пати советуваме кај таа група на пациенти кај кои што се случува почесто воспаление на надворешно уво и останатата популација, да се направи еден превентивен преглед, ушен преглед, пред да се оди на одмор, да се направи една тоалета на ушниот канал и да видиме ние во каква состојба е каналот и даваме совет дали треба нешто да користат пред да се тргне на одмор или само тоа да бидат. Има сега постојат на пазарот и спрејчиња и капки кои што ни обложуваат каналот, односно делот од ушниот канал кој што ни се состои од кожа, го обложуваат и не дозволуваат контакт со вода, да речеме, дали тоа е базенска, дали е езерска или морска вода. Значи, треба да се направи еден превентивен преглед. Воспалението започнува со болка во увото, значи болка која што е доста интензивна, во вид на пулсирање и мислиш дека цел дел од главата те боли. Се зависно тоа дали не... Да, и дефинитивно, тоа е една од најголемите болки. Зап, уво и стомак. Тоа се трите најголеми болки. Болки.
воспалението, значи ако ни започне на надворешниот ушен канал, често пати се случува на пациентите да и на море кога одат или на одмор да добија така една интензивна болка или чувство на затнатост на увото. Сега зависно тоа колку интензивна и како се одвива целата ситуација, треба да се посети и тамо лекар, но за прва помош треба да се има спречиње капки кои што го раствараат церуминозниот чеп. Често пати знае да се случи да имаме ушна маст, церумен, да со вода ни набабри и го има тоа чувство на полност. Затоа викам, треба да се направи превентивен преглед за да видиме ние утврдиме состојбата како е пред да се оди. Но ако почне едно воспаление, ние треба да дефинираме дали е тоа воспаление на надворешниот слушен канал или е на средното уво. Добро, ако сме на пат некаде многу далеко и нели не можеме да се вратиме и да превенираме. Сите понесуваме некоја си домашна аптека. Понесуваме домашна аптека која што нели се состои од деконгестив капки во нос, земаме капки за уво и обично ние препорачуваме овие сега што се спречиња за растварање на ушниот чеп или ушната мас. Болката која што се јавува, даваме аналгетик, нели да ја смириме она почетна болка и едни капки кои што се за првенствено тоалета на ушниот канал. Ако не помине, нели за еден ден, два, тогаш треба тамо да се посети лекар. Да. Од што се создаваат тие инфекции во ушите? Споменавме базени, но да ги споменеме тука и слушалките, нели кои што ги употребуваме за слушање музика во летниот период, па се потиме нели создаваме инфекција. Кои се другите причинители најчести? Најчеста инфекција ни е водата, базенската или па и морската вода, не секаде ни е чисто, нели? Единствена причина ни е што едноставно кај одредена група на луѓе имаме поголема приемчивост за тие бактерии или вируси. Најчесто настанува бактериска инфекција на увото, која што ако е локализирана само на надворешниот ушен канал, тогаш е нешто од иритирано, дали е тоа вода, дали е нели слушалки, дали се иритира со самото чепкање на увото, пошто често пати знаат самите пациенти да едноставно има чувство на чешање на увото, па ги се со чепкалка пробува да се па и со се што ќе им дојде при рака. Знам дека и со шнула и со старите, да, не знам, кажува со клуч, пенкал, се тоа да се избегнува. Значи така се прават инфекции. Тоа е на надворешниот ушен канал, кој што сега првенствено ги имаме доста често периодов, но многу чести ни се и на средно уво инфекциите на увото, кои што пак тие ни потекнуваат од воспаление на носот и на грлото. Кога настанува една настинка, да речеме ринофарингит, воспаление на носната легавица и на слузницата на грлото, често пати знае инфекцијата од носот да ни преиде во увото, затоа што поставеноста анатомска на увото и носот е поврзана поврзана е со тубата, еустахиевата туба. Секоја инфекција со присуство на секрет во носната легавица знае да ни даде воспаление на увото. Значи тоа се третира поинаку, значи обавезно треба секако треба да се посети оториноларинголог, да се види состојбата, воспаление, да се нотира дали е почнато воспаление од носот и од грлото, па се префрлило нели продолжило кон кавум тимпани и настанува воспаление. Треба третирање, тоалета, затоа ние и препорачуваме и кога се оди на одмор да се има деконгестиви и капки за морска вода. Значи, нели овие што ни се за секојдневна тоалета. Да се промива, да се чисти носот. Тоа значи дека ако одиме на море, пак не треба капки со морска вода? Па, знаете како... Генерално тие се солена вода, нели? Солена вода се, на море, веројатно ќе заврши работа морето. Па, морето ќе заврши, ние и препорачуваме да, особено кај малите дечиња, јас давам препорака на родителите, обавезно да нурка, да се гаргара да направат, што викаме нараз. Не гаргара, баш убаво да се потопи детето. Значи, многу имаме позитивни искуства од тоа. Затоа што кај самата структура, кај дечињата,
присутен е третиот крајник, честите инфекции во текот на годината, есенските и зимските периоди, мешањето на прочистување. Не се џабе викаме мора тоа е лек, така ли? Ова се однесува на морската вода. На морската вода и каде што имаме чиста. Не да ми ги потопуваат децата во плиткото. Да. Дечињата си играат, да, но кога сакате убаво да се издренира и прочисти целата, да кажеме, поврзаност нос, уво, грло, убаво да се потопуваат во подлабокото. Значи, усигра, не тоа да биде сега нели на сила, усигра, но битно да се направи едно прочистување, тоа е убаво и за возрастните. Да. Пред да преминеме на другиве инфекции, нели уште сме кај увото, ги спомна чепкалките и многу различни препораки читам во денешно време, нели? Да. Иако тие се употребуваат за чистење на увото. Да. Многу доктори велат да не се употребуваат. Каков е вашиот став, како да ги, нели, посоветуваме граѓаните? На колкав период, како да се чистат кај децата? Нечесто имаме осет, нели, до каде, како? Да. Е баш така. Кога не прашуваат докторка што да правиме, дали да користиме чепкалки, генерално чепкалките се за надворешна употреба. Тие не се само по себе стерилни. Употребата на чепкалките нас не прави проблем од типот кај одредена група на луѓе кај што имаме зголемено лачење на ушна маста или церум. Значи, тоа е индивидуално. Морам да кажам, да напоменам, затоа што сите ме прашуваат. Леле, докторка, еднаш ако дојдам на промивка, тоалета и испирање на увото, мене ми кажаа дека од тоа се навикнува увото и дека треба постојано јас да идам на чистење на ушите. Не. Самиот канал, надворешен канал, е изграден од кожа. Под слојот од кожа има жлезди, церуминозни, кои што лачат ушна маст. Индивидуално е количеството на лачење. Кај некого е поголемо, кај некого е помало. Така. Некој иде стварно на 3 до 6 месеци на тоалета на ушите, друг некој одредена група во цел живот нема дојдено. Не ни бил. А кај дечињата е зголемено лачењето, самото лачење на церумен не врши нас заштита на ушињата. Значи, не заџабе се тамо тие жлезди и таа функција ја имаат. Значи, тоа не е заштита на ушното тапанче, на самото уво. Но, при самата бањање тоалета на ушите, ние препорачуваме да се пребришат ушињата и кај возрастните да се пребришат, дали тоа е со пешкир, дали е со одредена крпа, надворешно, или само со чепкалките да се собере, значи надворешно, површно. Да не се пика, да не се бутка чепкалката внатре. Затоа што со самото буткање внатре, ние ја набуткуваме внатре ушната маст и тогаш се ствараат тие церуминозни чепови, па ако остануваат подолг период, они се таложат внатре со самото влегување на одредена количина на вода, самата ушна маст набабрува и се затвара комплетно увото. Тогаш ќе треба да се дојде на преглед, да се изврши една тоалета, никако дома, слушам, сами се пробуваат пациентите. Да, посебно повозрастните. Да, не, да се дојде, да се види, затоа што постојат и капки кои што ни го разложуваат самото количество на ушна маст на церумен, така да треба ние тоа да видиме и да се изврши тоалета. Инспирирано од една ситуација која што имаме во телевизија, каде што колега се врати од одмор и има чувство на вода во увото, која што не може да ја извади ни со скокање, ни на друг начин. Тоа само по себе ќе помине или треба веднаш на лекар? Колку е тоа сериозно? Не, тоа не е сериозно. Тоа не е сериозно затоа што самиот церумен е маст. Со контакт на вода он набабрува и го исполнува каналот и ние имаме чувство дека не е увото полно со вода. Постојат на пазарот ова ние што го користиме парафинско масло, тоа е обично чисто масло кое што го ја омекнува структурата на церуменот, за да она може, ако не е големо количество или ако не е обтуриран комплетно и набуткан внатре, он може само по себе да си се раствори и да истече. Но ако не се случи тоа, тогаш ќе треба да се направи испирање. Зборуваме за неколку дена, ако зборуваме за ден-два. Да. Синусите, вака во еден одговор, кои се причините во летниот период за воспаление на синусите? Добро. Можеме ли да превенираме на време? Како да превенираме? Како да постапиме? Да. Синусите ни се шуплини кои што ни се наоѓаат околу носната
шуплина и се поврзани со носната шуплина преку канали. Истата лигавица која што ние потекнува од носот, преку тие канали ни ги обложува синусите и прави една целина. Значи носот и синусите ни се поврзани. Кога идат во амбуланта и кажуваат докторка јас имам синуси, ние сите имаме синуси. Сите имаме. Тоа се шуплини, но при воспаление на тие шуплини настанува синузитис, односно воспаление на слузницата на синусите. Најчесто ни настанува, односно ни потекнува од обично првенствено вирусна настинка и за воспаление на носната легавица, која што нели следствено на тоа што ни се одигрува во носот, отокот, хиперемија, првенствено ние отокот тука, кој што ни се отекува цела носна легавица, па со слузав секрет, па понатака, зависно како поминува текот нели на инфекцијата, може да настане гнојав секрет. Се додека се одигрува тоа во носната, нели ние некако пробуваме со капки, со деконгестиви, морска тоалета, така да речеме, не на природен, но се трудиме нели ние тоа да го санираме. Ако не успееме, тогаш самиот оток кој што се случува во носот ни ги затвара одводните канали од синусите, затоа што нормалната функција на синусите е да создава секрет, се обложува и преку одводните канали ни истекува природно преку носот. Но ако имаме таа инфекција преку каналите поминува во синусите, се воспалува дополнително синусната легавица, се случува и тамо секреција, се полнат синусите и овде ако ни настане стоп, односно оток и ги затвори тие патишта, тогаш настанува еден синузит, односно воспаление на синусите. Како да се превенира? Ние постојано советуваме дека треба секојдневно тоалета да се прави на носната легавица. Со самата тоалета има нели различни средства, прскаме и има посебна техника со една како инка да се прави промивка. Ние ги промиваме сите бактерии и вируси, затоа што носот ни е првата врата каде што сите бактерии и вируси ни доаѓаат преку носот, односно ние ги примаме преку носот. Тука се одигрува првата одбрана на организмот, не секој контакт значи дека кај нас ќе настане воспаление, но ако следствено на околности пат на имунитетот, поголема вирулентност на вирусот, затоа што сите на почеток инфекции се вирусни, тогаш настанува инфекцијата, па ни се накалемува бактериска инфекција и ни се развива синузитот. Значи превенција нас ние тоалетата да не дозволуваме задршка на вирусите, бактериите, па дури и секретот, задршка, за да не ни направи нели понатака проблем со оток во носната легавица и нели следствено на тоа воспаление на синусите. Ако настане воспаление на синусите, значи знаат пациентите кои што често си се мачат со таа инфекција да е така малку, да речеме, не дека потешка, но едноставно зазема дел од секојдневието, затоа што болката, секретот во синусите, чувството на исполнетост, може да се јави температура, нели мора да се јават на лекари, тоа мора да се проследи и лекува. Стигаме до инфекции во грло, па и крениците би ги офатил овде. Малку околу тоа. Времето не лета, а навистина има, из некако ве кратам, затоа што знам дека имам што да се додаде. Превентивно летно. Така, тоа беше и целта, нели, како да се заштитиме летово, посебно дечињата. Супер концепт за да вака опфатиме се. Се, така, увано с грло, до грлото. Да. Превенција, што настануваат најчесто во летен период инфекциите во грлото, па и крениците, трет крајни, како до кога може да се третира, дали да речеме после 10-та година немаме потреба да го оперираме и така натаму. Сега, пошто есени е поврзано носот, грлото и увото, значи да кажеме во една целина, пак ќе се навратам, се почнува од носот. Ако инфекцијата навлезе преку носот и тука не е одбраната, значи таа прва линија на одбрана, но тука ни се и крајниците и целата шуплина околу грлото, затоа што тука ни се наоѓа тој лимфен систем, лимфен јазол, кој што се состои од неколку, да речеме, тонзили или крајници ние, кои што ги нарекуваме. Не се само крајниците кои што се гледаат, забележуваат, нели, оние палатинални првите крајници,
но имаме цел прстен кој што се позади се опфаќа и околу носот, значи тоа е епифарингс, оној познат трет крајник кај дечињата, значи тоа ни се прави еден обрач или еден прстен. Тоа е таа одбрана, тука се одигрува одбраната на организмот. Ако нели одмакне одбраната, дали вируленцијата ни е појака, односно вирусот, бактеријата ни е со појак интензитет, односно вируленција, а падна имаме на имунитетот, тогаш ни настанува инфекција. Значи, инфекцијата почнува, најчесто знае да започне од носот, да ни се нели спушти грлото, да настане еден тонзилофарингит, но често пати знае да биде само локализиран во грлото, значи да имаме еден тонзилит, односно да се јави една гнојна ангина, кој што исто во периодот морам да забележам дека ни се доста чести. Гнојните ангини најчесто ни се бактериски. Најчесто ни се бактериски, преку контакт се пренесуваат, се одигруваат во околу устната шоплина, крајниците, нели настануваат тие карактеристични силно зажарено грло и гнојните чепчиња кои што се карактеристични. Она што можам да го напоменаме, третиот крајник и дечињата, кои што присуство, значи сите го имаат, нели да кажеме дека го имаат сите, но само кај некои деца е поизразен, односно зголемен. Но она ние што го гледаме, кога идат родителите, ние кажуваме сите деца имаат трет крајник, но нас ни е битно колкав е тој трет крајник, односно во однос на просторот позади носот. Колкав дел од просторот ни зазема, дали го обструира комплетно цел дел, па затоа дечињата не можат ни да дишат, па спијат со отворена уста, па крчат навечер. Тоа се случува поради честите инфекции и почесто го имаме во есенскиот период. Значи треба нели третирање, затоа што со самото поминување нели на оној пубертет, 8-10, ние ако издржиме до 10-та година, нема потреба нема после зависно нели од состојбата, после пубертет, да, се намалува третиот крај. Ви благодарам многу. Помина времето предвидено, но убави беа и корисни, верувам, за гледачите овие совети претежно за ова лето, пред летните одмори. Нормално, оно што го заклучивме, еден брз преглед на лекар би било супер за превенција и нормално оние потребни, па не се лекови, него нели додатоци кои што би требало да ги понесеме. Во консултација со докторот, така е. Благодарам многу. Благодарам. Ке се видиме наскоро повторно, а сега продолжуваме со реклами и првите утрински вести во 8:30.